Жалосно е како преработувачката индустрија, огромен пул за развој на Македонија, е тотално запоставена во нашата држава. Денес Куманово го потврдува токму тоа, дека традиционалните индустрии, како што е чевларската и кожарската и текстилната индустрија, се на маргините на нашето општество. Истите тие се соочуваат со сосема погрешни стихийни економски политики кои не ја заштитуваат домашната индустрија и домашното производство, не го форсираат нивниот развој, продуктивност и создавање на што е можно поголем доход во државата. Од друга страна, кај истите со кои што денес имавме можност да се сретнеме, да разговараме и во неколку наврати во претходниот период, постои невиден ентузијазам, искуство, енергија за да се изборат за вистинското место и да го направат пристојно место за работење на многу граѓани во Македонија. Тие не само што ги познаваат многу солидно европските стандарди, при утрешната либерализација на пазарот можат да се носат соодветно со европските партнери, да бидат конкурентни и да бидат многу напредни на европскиот пазар. Денес македонските граѓани малку ги препознаваме, заради тоа што имаме голем наплив на сива и црна економија, која што ги уништува дополнително. Мора да се стави ред. Овај извор на доход и оваа можност на традиционалните индустрии во Македонија мора да добијат соодветни политики, поддржувачки политики и да бидат охрабрени за да можат утре конкурентно да се носат со европските производители рамноправно и да обезбедат пристојно доход за нивните работници и доход за сите граѓани во Република Македонија.